live. Имам задоволство, согласно моята законска обврска, да ја отворам првата конститутивна седница на Советот на Општина Охрид за мандатот 2017-2021. Истата ја стикав согласно член 37 од Законот за локална самоуправа, член 19 од Статутот на Општина Охрид и член 4 од Деловникот за работа на Советот на Општина Охрид. Пред да ја повикам советничката Славица Петровска, која согласно статутот и деловникот ќе преседава со денешната конститутивна седница, дозволете ми во свое име да ви го честитам изборот за советници во овој состав на Советот, секако да му честитам и на градоначалникот за неговиот избор за градоначалник и на сите заедно да ви посакам успешна и конструктивна работа во овој Совет за доброто на градот, впрочем да го сработиме она за што граѓаните не избрат. Повелете господи Петровска. Добар ден на сите, почитувам градоначалник, почитувани советници, почитувани представници на локалната самоуправа, почитувани медиуми, почитувани гости. За работа на денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Избор прва точка на Комисија за верификација, избори и именувања и втора точка верификација на мандатите на членовите на Советот на Општината Охрид. Дневниот ред поставам на усвојување и молам членовите на Советот со гласање да се произнесат за вака предложениот дневен ред. Кој е за? Констатирам дека за гласале 23 советници, што значи против и воздржани немаме. Во исто време констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме со работа на првата точка од дневниот ред. Прва точка – избор на Комисија за верификација, избори и именувања. Го повикувам председателот на Општинската изборна комисија да ги врачи уверењата на новоизбраните советници. Почитувам градоначалник,
dame i gospoda, dozvolite od imето на Општинската изборна комисија и од свое име на новоизбраните советници на Советот на Општина Охрид да им посакам успешна и плодна работа во наредните 4 години и да им почеститам избор. А сега да преминеме со врачување на уверенијата за избор. Константин Георгиевски. Мишел Силјановски. Сашо Ставрица. Весим Демиров. Дженгис Реджеп. Марија Попов. Филип Јованов. Рената Арнаудов. Христо Вуловски. Миро Песачев. Јордана Коњановска. Снежана Стефановска. Илија Арнаудовски. Гоце Георгиевски. Лидија Петковска. Александър Попов. Славица Петровска. Джанер Исмаил. Дејан Шиковски.
Почитување. Врз основа на член 5, 6, 7 и 8 од Деловникот за работа на Советот на Општина Охрид, Комисијата за верификација, избори и именувања во сустав Марија Поповска, Илија Арнаудовски, Мишел Силјановски, Снежана Стефановска и Нефи Усеини ги разгледа уверенијата за избор издадена од Општинската изборна комисија и личните исправи за идентификација на присутните членови на Советот на Општина Охрид и го поднесе следниот извештај. Комисијата за верификација, избори и именување на седницата констатира дека се избрани 23 членови на Советот на Општина Охрид и тоа се Константин Ѓоргиевски, Живка Ангеловска, Мишел Силјановски, Сашо Ставрески, Елеонора Куновска, Бесим Демиров, Дженгис Реджеп, Марија Поповска, Филип Јовановски, Рената Арнаудова, Ристо Буловски, Кирил Пецаков, Гордана Коњановска, Снежана Стефановска, Илија Арнаудовски, Гоце Ѓоргиевски, Лидија Петковска, Александар Поповски, Славица Петровска, Џанер Исмаил, Дејан Шиковски, Нефи Усеини и Џемал Мена. Комисијата за верификација, избори и именувања му предлага на Советот на Општина Охрид да ги верификува мандатите на присутните членови на Советот на Општина Охрид и тоа Константин Ѓоргиевски, Живка Ангеловска, Мишел Силјановски, Сашо Ставрески, Елеонора Куновска, Бесим Демиров, Дженгис Реджеп, Марија Поповска, Филип Јовановски, Рената Арнаудова, Ристо Буловски, Кирил Пецаков, Гордана Коњановска, Снежана Стефановска, Илија Арнаудовски, Гоце Ѓоргиевски, Лидија Петковска, Александар Поповски, Славица Петровска, Џанер Исмаил, Дејан Шиковски, Нефи Усеини и Џемал Мена. Тоа е извештајот од Комисијата за верификација, избори и именувања. Ви благодарам. Констатирам дека со 23 гласа за, против и воздържани нема, Советот на донесе одлуката за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина Охрид. Согласно член 38 од Законот за локална самоуправа, Службен вестник на Република Македонија број 202 и член 19 од Статутот на Општина Охрид, Службен гласник на Општина Охрид број 807, и молам сите членови на Советот да ја дадеме сречената изјава. Законот, прописите на Советот и дека ќе поштитам правниот поредок на Република Македонија. Сите советници својачно да ја подпишат изјавата и заедно со анкетните листови да ги достават од српските служби на локалната самоуправа. Повикувам градоначалникот. Чувани советници, надевам дека го чувствувате овој момент од вашиот живот како прилично среќен, затоа што е голема чест и треба да ви представува и истинско задоволство и обврска да бидете избрани од народот, да ги представувате ставовите на народот, без разлика на нивната верска, национална, етничка припадност. Многу ми е драго што овој состав на Совет, кој што го имаме во наредниот 4-годишен мандат, на некој начин го репрезентира и составот на граѓаните во нашата
средина, во нашата општина, во нашиот убав град Охрид. Ви посакувам во наредните 4 години да имате плодна работа. Да давате прилично совети, затоа и го носите името советник. Да го советодавно секогаш храните градоначалникот за се она кое што мислите дека погрешил, за се она кое што мислите дека е во интерес на народот кој што го презентирате и секогаш да стоите на ставовите на народот. Тоа е најбитно од све и вие сте советници избрани од народот и треба секогаш да ги браните нивните интереси, а не интересите ни своји, ни интересите на локалната самоуправа, ни интересите на градоначалникот. Моја должност како градоначалник е да ви го честитам изборот, да ви посакам, да читате многу материјали, имате многу работа, секој од вас ќе се специализира во онаа област во која што се чувствува најсилен и така треба секогаш да делувате, да бидете коректив кон работењето и на градоначалникот и на целокупната општинска администрација во локалната самоуправа. Јас се надевам дека ќе имате многу успешна работа од колку што имаше претходниот совет и дека ќе бидете вистинско лице и вистински пример да после вас дојдат и нови советници кои што ќе бидат уште плодотворни, уште поуспешни, уште поефикасни, за секогаш да имаме напредок во оваа наша средина за која што ние сме се одлучили да живееме, да твориме и да ги храниме нашите деца и идните генерации кои што доаѓаат. Моја должност е да ги слушам вашите совети, да ги примам без разлика од која политичка партија се даени, без разлика од лицето од која верска или етничка припадност доаѓа и во согласност со законските прописи да ги применувам во програмите со кои што е обврзана да работи општинската администрација. Од срце ви посакувам да бидете сложни, да бидете сплотени, да нема разидување ни во политичките, ни во националните, ни во верските ставови, од кои што лично произлегувате, и секогаш да работите во интересите на нашиот град и на граѓаните кои што ги презентирате. Ви посакувам многу успешна работа, ви посакувам, реков, пред се слога, заедништво и секогаш да бидете отворени и критички ориентирани кон работата на општинската администрација. Нити јас како градоначалник, нити општинската администрација има страх од одредена критика. Критиката води секогаш напред и само така ќе можеме да го развиваме овој град по оние патеки во кои што е тргнат од памтиве. На крајот од мојата беседа сакам да ви пожелам пред се добро здравје, здрав разум и секогаш со чиста душа да ги давате вашите совети во наредниот 4-годишен период. Ве поканувам сите присутни и советници на еден бал коктел во малата сала на општината. И благодарам. Добро, повелите вие. Прво, како конституирањето на словото, што очекувате од идните градски советници, како така? Добро, ето дојде и денешниот ден со почетокот на ноември да имаме и конституирање на Советот на општина Охрид како највисоко дело на управување во нашата општина Охрид. Ова беше една свечена церемонијална седница во која што новите 23 советници дадоа свечена изјава во која што ја изразуваат својата јасна волја дека ќе ги штитат интересите на граѓаните кои што ги избрале да раководат со општина Охрид во наредниот 4-годишен период. Јас им посакувам од се срце на граѓаните, на советниците, на новоизбраните 23 советници, да бидат пред се сложни,
да имаат разбирање меѓу себе и секогаш да ги штитат интересите на граѓаните кои што ги избрани. Чест е, но воедно и голема обврска представува за секој советник да биде избран од народот, да биде избран да ги представува ставовите, барањата на граѓаните и секогаш и ги повикувам советниците во тој правец да делуваат во наредните 4 години. Началник имате градоначалничкото место, а некако немате мнозинството барем за себе се уште виси во вој. Ги видовме 20 советници од другиот алијанса дека се позиционира на страната на ВМРО ДПМН. Дали тоа ќе значи дека тие остануваат на таа страна и дека тешко ќе биде да ги усогласите ставовите на вашите ставови со оние на Советот? Дека ќе има коалиција да добиете коалиција. Јас мислам дека е еден и цивилизацијски и демократски напредок да градоначалникот работи дури и во средина во која што го нема мнозинството на советници или секогаш го има лабилно мнозинството на советници, затоа што тоа е единствен начин во кој што секогаш градоначалникот ќе биде обврзан да ги штити интересите на сите граѓани, а јас како градоначалник дадов свечена заклетва дека ќе бидам градоначалник на сите граѓани. Тоа значи дека Социјалдемократскиот сојуз како мнозинска советничка група во Советот не мора да значи дека ќе го има апсолутниот примат и дека сите одлуки ќе бидат донесувани во склад со сваќањата на Социјалдемократскиот сојуз од која што партија произлегувам јас. Значи, сосема е демократски и сосема е добро за граѓаните да имаме балансиран совет, да имаме балансирано донесување на одлуки, за да имаме градоначалник кој што ќе работи во интересите на сите граѓани. Кога може да се очекува избор на председател на Советот? Избор на председател на Советот ќе има наредната недела, кога ќе се договорат советничките групи дека треба да има закажување на нова седница, тоа е веќе работна седница, а се разбира дека и она што најмногу ви интересира и кога ќе се договорат и на чија страна ќе биде мнозинството од советниците и со тоа кој ќе биде преседавач на Совет, односно од која советничка група ќе произлезе преседавач на Совет. Градоначалник, дали Антонио Гавриловски официјално дел од вашиот тим и дали може би тој човек кој ќе помогне за добивање на општина Охрид, за кредит за добивање на општина Охрид за репрограмирање на договор? Не, значи вториот дел на одговорот е не. Тој е дел од мојот кабинет и јас од секогаш сум велел дека еден градоначалник не може све сам да постигне, посебно во оваква една сложена ситуација во која што се наоѓа општината Охрид, тоа е блокирана сметка, висока задолженост, а нормално и големи размерни очекувања од граѓаните кои што ни ги дадоа на овие локални избори. Заради тоа јас се одлучив во својот кабинет да донесам неколку соработници, барем привремено, кои што ќе ми помагаат во извршувањето на работата. И самите сте свесни дека веднаш после изборот на новиот градоначалник следуваат оние церемонијални гостувања на луѓе кои што сакаат да изразат благодарност, да изразат надеж дека новиот градоначалник ќе делува во интерес на граѓаните и заради тоа останува многу мало време за работа. Така да сосема е нормална и очекувана мојата одлука да го збогатам мојот кабинет со искусни, проверени и пред се честни луѓе. Даваше ли тој избор на луѓе во тој круг или имате дополнително? Не е завршено. завршено. Ако сакате, во минатиот мандат имаше и заменик градоначалник. Има ли таква функција сега? Постои шанс да се има и некој? Да, видите, тоа е согласно статутот на општина Охрид, во кој што во еден член е нормирано дека во отсуство на градоначалникот, еден од редовите на советниците се избира кој што ќе го заменува градоначалникот. Значи тоа не е функција заменик градоначалник, туку го заменува градоначалникот само во неговото отсуство. Тој нема право ни да подпишува одлуки, ни да донесува решение и слично. Туку повеќе го заменува градоначалникот во некои тековни работи. Нити сме разговарале за развој на Охрид, затоа што тоа беше мој прв работен ден. Човекот беше протоколарно дојден и човекот се интересираше за одредени можности за купување на имот или за инвестиции во Охрид. Ние во општина Охрид во овој момент не го третираме како инвеститор, туку го третираме како еден висока делегација од една сепак реномирана земја. А јас реков, и тоа ќе го повторам, дека ние немаме намера да измислуваме нови субратни рој и да од прв ден покажеме на граѓаните дека ќе бидеме насочени кон
такви представници да доаѓаат во општината. Меѓутоа, во секој случај, моја должност беше и да го примам. Но се критикува или да се коригира нешто, мислам да ние делуваме на тој начин. Во суштина конструктивно и за едното и за другото, без разлика како ќе ги донесуваме точките на тема. Но битно да се има позицијата во Советот, така. Дефинитивно, меѓутоа течат преговорите ќе видиме како ќе заврши. Сега коментирате прво да се доведе до началникот со шејкот и така. Дали го има малку предизвика задвиженост? Така, токму така, меѓутоа само што ја слушав изјавата и се надевам дека таа посета била чисто протоколарни причини, а не од она како што кажавте вие за бизнес интерес или за било каква инвестиција. Така е сватите на почетот. Па сите ја свативме така, гледавме, значи како ги пренесуваат информациите меѓу нивните и така ја свативме. Што мислите од кој начин се одрече во делот на урбанизација или во делот на такви инвестиции за Урбанизација и такви инвестиции се две различни работи. Така да по конкретно прашањето, ако може да интересира таква инвестиција. Дефинитивно на Охрид се потребни инвестиции во секаква смисла на зборот, кои што би отвориле нови работни места, се со цел за зголемување на вработеноста во нашиот град и повеќе луѓе значи да се реализираат во нашиот град и да ја најдат својата еднина тук. И нормално дека таква работа поддржуваме, не поврзано со шејкот. Значи, секоја странска инвестиција која што ќе отвори нови работни места, ние ќе ја поддржиме како советнички група. Отворено рековте, преговараме, не се изјавите. Ќе разговарате пак или немате разговор? Може. Джулија, извини се, чакай Питер сум ќе снимам. Сојуз и коалицијата да му честитам на сите избрани советници за нивниот избор во Советот на општина Охрид, а на Охриѓани да им честитам за добивањето на новиот совет и да ги уверам дека добрија совет кој што секогаш ќе носи одлуки во нивна полза и за доброто на Охрид. Повелете, имате прашање. Дали исто прашање за вашите дали сметате дека таа функционирањето на Советот ќе биде на клима минути доколку не се направи некоја коалиција со представниците од овие албанските советници? Нема да биде на клима минути, ќе биде на сигурност. Преговараме. Много